Во овој серијал ќе зборуваме за тешката зима. Ова е најповторуваниот поим во последните 5 месеци. Зимата асоцира на студен период, а за да направиме каква било стратегија во време на недостиг или висока цена на енергенси, важно е да знаеме што значи тешка зима од метеоролошки аспект. Во метеорологијата воопшто таква класификација, таков речник немаме, значи зимата не може да биде тешка, лесна. Иако го нема во стручниот, сепак поимот што се наметна на народниот речник, ќе се обидеме да го објасниме преку анализа. Времето ни представува дневна промена на температурата и на врнежите на некоја дневна основа. За разлика од тоа, климата представува 30 годишен процес, 30 годишен просек на одредено место и на тој начин се прават и прогнозите. Со помош на модерна технологија, во светот се прават прецизни анализи и до неколку денови однапред. Сепак, кога станува збор за сезонски прогнози и современите алатки покажуваат дека тоа е покомплицирано и покомплексно, но не и невозможно. Што влијае на фактот дали ќе имаме студена или поблага зима? Глобалната атмосферска циркулација, глобалната океанска циркулација, загревањата на морињата и океаните, распоредот на воздушните маси, центри со висок и низок притисок, температурни осцилации и сите оние колебања, сето тоа одредено преку одредени климатски индикатори се нарекува климатски индекс. Сите тие климатски индекси се значајни бидејќи даваат одредени сигнали за среднорочно венување на времето и даваат одредени сознанија каква би била зимата. Тука е феноменот Ел Ниньо и Ла Ниња, односно првиот е топлата фаза во делот на јужната пацифичка осцилација, тоа е загревањето на океаните во делот на јужниот Пацифик, и вториот феномен е Ла Ниња, тоа е негативната фаза. Според сигналите, ние се наоѓаме сега во негативна фаза Ла Ниња. Ла Ниња во негативна фаза упатува на прв дел од зимата, првата половина, малку постудено време, посуво време, потивко, што значи дека ќе имаме периоди, значи на висок воздушен притисок, тоа пак од друга страна упатува на можноста во котлините и долините при висок атмосферски притисок се појавуваат и температурни инверзии, имаме стагнантен воздух и акумулирање на аерозагадување. Кога имаме аерозагадување и такви магли во утринските часови и во вечерните часови, при тоа радиационо ладење на атмосферата, во приземниот слој на атмосферата, температурата речиси и не се менува, се одржува. Сосема малку се менува од метеоролошки аспект гледано и во тој случај значи ќе биде едноставно приморени да користиме повеќе енергетски ресурси во такви услови ако имаме значи услови на магла и пониски температури на воздухот. Европа е под западно влијание и колку е поголема разликата на високиот притисок во Азурниот брег и нискиот притисок кај Исланд, толку тој индекс е попозитивен и имаме поблага зима. Во првата фаза од зимата тој е неутрален до негативен и затоа прогнозите се дека првите месеци од зимата ќе бидат постудени. Прогнозите за втората половина на зимата даваат друга слика. Според сите параметри ќе биде за нијанса поблага од просечната. Во втората половина, Централна Европа, југоисточниот дел на Србија, северозападна Македонија, западните делови, Северна Албанија, значи зборувам за нашиот регион, би можело да се очекуваат снежни врнежи и посебно на планините. Ако се земе сезоната во целост, тогаш прогнозата е дека оваа зима не би требало да одстапува од претходните 3. Сезонската прогноза дава просечна вредност за целата сезона, значи за 3 месеци една вредност дава. Не дава дека одредена дека во цел тој период е можно да има и периоди на ладни бранови, на екстремно влажни продори, меѓутоа за тие работи треба да се следат краткорочните временски прогнози. Кога се прават вакви анализи со цел да послужат за креирање стратегии, секако дека се земаат предвид и климатските промени кои ја менуваат сезонската слика, доаѓајќи брзо и ненајавено и оставајќи големи траги. Затоа на долг план во светот се работи на оваа проблематика. Well, that's an area which is called adaptation to climate change. And it's different once again throughout various regions of the world. Many countries and many cities and many regions have already started drafting the so-called climate change
adaptation strategies. And they are looking at what risks are there in particular for the region or for the city, which risks are most dangerous also for people living there, what can be done and where it should be done. Winters becoming irregular, that's indeed a very large trend, because like some winters can be very mild and some winters then can also be very cold. Во делот за адаптирање на климатските промени, нашата држава нема со што многу да се пофали, но според анализите на домашните стручни лица, генералната слика е дека оваа зима ќе биде за нијанса поблага од просечната, што на некој начин представува посакувано сценарио или блага утеха. Овие информации би требало да се база за стратегијата која властите ја прават за да се набави доволно храна и енергенси за сезоната што се најавува како најтешка. Во следните епизоди од серијалот ќе анализираме и ова.